Мај 2017 година, претходната владеачка гарнитура ги отвори вратите на ПЕТ центарот, 16 милиони евра вредниот ултрамодерен објект за рано диагностицирање и лекување рак и други тешки заболувања. Тоа е единствен таков објект, единствена таква институција која што има и собствено производство на радиоизотопи помеѓу Атина и Виена. Најсложен здравствен објект изграден во историјата на Република Македонија, вклучително и циклотрон за производство на изотопи, нешто што нема од Атина до Виена. Една година подоцна, тоа е единствениот објект од Атина до Виена, кој може, ама речиси и да не произведува изотопи, и кој може да има многу, а прима едва и по неколку пациенти неделно. Таа мала искористеност е веројатно степен во развој на една институција. Значи, ние сме се уште во таа детска возраст. Комплетниот капацитет на ПЕТ центарот не е искористен. Тоа е премногу за нашата земја. Можеме да го искористиме ако на тие материјали ги понудиме на земјите во регионот. Што го кочи и кога целосно ќе проработи најсложениот здравствен објект изграден во земјата. Ден четврток, во Центарот за позитронска емисиона томографија, или скратено во ПЕТ центарот, најраздвижено е на вториот кат. Таму е сместена администрацијата. На катот подолу, за диагностика, е речиси празно. Нема пациенти, бидејќи закажувањето прегледи преку мој термин е возможно во петок. Ништо не е поразлично ниту во делот на комплексот, кој служи за производство на радиоизотопите. Скап материјал, неопходен за прегледите, кој во регионот може да го произведува само оваа болница. Без притисок од гужви, персоналот не води во обиколка на апаратите за диагностика, кој просечниот македонски пациент ги видел само на филм. Томографот е само еден елемент од системот, чија функција е да ја види и открие секоја малигна клетка во телото на еден човек. Прецизноста на апаратот за многумина ќе ја направи разликата меѓу продолжување на животот и смртта. Но личните судбини на овие пациенти не се единственото тажно во македонскиот ПЕТ центар. И една година од отворањето, објектот произведува изотопи само за собствени потреби, иако според плановите требаше да продава во регионот и да прави профит. Втор голем проблем е што прима малку пациенти. Последните 2 месеца во институцијата се прегледани по околу 100 пациенти месечно, но просекот од целата прва година е далеку понизок, само 50 на месечно. Овој центар има огромен капацитет и би било, како да кажем, жалосно да тој потенцијал кој што го има и на национално и на регионално ниво не биде искористен во поголем процент и ние работиме на тоа паралелно. Но зошто центарот не е подобро искористен цели 12 месеци по отворањето? Директорката Емилија Јаневиќ-Ивановска, која е на позицијата од времето кога министер беше Никола Тодоров, оправдување наоѓа во малото искуство, особено за производството и продажба на изотопи. Капацитетот може би 10% неискористен, меѓутоа па и само една година. Ако зборуваме од перспектива 10-15 години од моментот сега, веројатно таа година дена и тие 10% или сега да не, значи бројката не ме држите за бројка, дека условно речено таа мала искористеност е веројатно степен во развој на една институција. Значи ние сме се уште во таа детска возраст, така да нели еден развоен пат и во центрите во Европа кога ќе се прави нов центар, па развојниот пат си е развоен пат, нели се одиме према адолесценција, така да ќе видиме. Тој развоен пат, според Јаневиќ-Ивановска, меѓу другото, уфаќа тренинг на персоналот, валидација на процесите, воспоставување протоколи. Сега, според директорката, останува да се изоди уште кус пат за центарот да почне да продава изотопи, па и да прима повеќе пациенти. Заклучни се сметаат регистрацијата на препаратите и зголемување на бројот на вработени во економската и правната служба. Малку треба да почнеме дистрибуција во државата, бидејќи немаме приватни институции кои што, колку што сум информирана, купуваат исти изотопи што ние ги правиме од странство.
што значи дека за тоа ни треба многу малку. За другото ни требаат некои административни постапки што треба да ги решиме, меѓутоа и тоа не е нешто долго, значи не се работи за години во прашање, туку се работи за една заедничка акција која што треба да ја ставиме на хартија и многу брзо да се реализира. Значи ние за ова и сме разговарале веќе и јас имав состаноци со директорот на Агенција за лекови во Министерство за здравство, што значи ова се работи кои што мислам дека се веќе, како да кажем, акциски некако, барем таков печаток имам. Во последните месеци 5 центарот успева да ги прегледа пациентите кои доаѓаат од клиниките за онкологија и за хематологија. Тоа не го потврди директорот на онкологија Никола Васев, кој призна дека до неодамна имало застој, бидејќи 5 центарот не може да спроведе тендери поради немање административен персонал. Таа мала пауза што ја направија беше, значи успеавме сега да ја премостиме, за месец дена веќе сите наши пациенти што беа на листа чекање се заврши. Дури и во Систина вие да сакате природно да направите или било каде, па се чека една, мислам дека они само во четврток прати, ако е пун терминот ќе ви закажат следниот, па следниот, значи кога ќе има. Позицијата на доктор Васев не е таква за да ја оцени природата на другите проблеми со кои се соочува 5 центарот. Но министерот Венко Филипче е упатен во работите и отворено ги набројува сите недостатоци, некои неразбирливи, цела една година по стартот на работата на една институција. Значи, таму се уште нема доволен број на правници и економисти во нивната правна служба, кои што може да ги спроведат сите постапки, јавни набавки, да ја средат целокупната документација за тоа како е превземен 5 центарот од луѓето кои што ја граделе зградата, ги инсталирале тие апарати. Се уште има проблем со гаранциите на апаратите кои што веќе таму се инсталирани, дел од нив се веќе поминети, и сето тоа ствара проблеми во тековното работење на 5 центарот. Затоа, од време на време се соочуваме со недостаток на радиоактивни изотопи, а заради неможност за внес во земја, за увоз на репроматеријали кои се користат за производство на тие радиоактивни изотопи. Во еден наврат се случи донација од една италијанска компанија, после тоа се направи еден обид за набавка преку една друга јавна здравствена установа, но тоа не е дефинитивно решение за овој центар. Затоа ние планираме прием на луѓе кои што ќе го екипираат правниот тим на 5 центарот, понатаму доктори и физичари кои што ќе работат во дијагнозата, таму каде што се спроведуваат постапките на нашите пациенти, за да тој 5 центар конечно профункционира како вистинска институција. Но за разлика од директорката на 5 центарот, која ни изјави дека нема уште многу работа за да може да извезуваат радиоизотопи, министерот Филипче отворено говори за идејата тој дел од центарот да го преземе приватен партнер. Има други центри во околината, во околните земји, во Албанија, во Црна Гора, во Босна и во Србија, на кои што комотно би можело да се извезува и тие овие радиоактивни изотопи да се продадат. Но ние немаме капацитет тоа да го постигнеме моментов, немаме кадар, ниту пак имаме маркетинг, авторизации за тие пазари. Затоа сметаме дека физибилити студијата, која што сега ќе започнеме, ќе ни покаже точно дали треба тоа да го направиме со партнер или пак можеме да го направиме и сами понатаму кога 5 центарот ќе го доекипираме. Ниту министерот, ниту директорката сепак не дадоа подетална временска рамка освен наскоро за тоа кога ќе почне извозот и кога ќе се доекипира центарот. До тогаш ќе остане најсложениот здравствен објект во историјата на Македонија од 16 милиони евра. Единствено датина до Виена, кој може многу, но од разни навидум лесно надмидливи причини прави многу малку.